2019 заврши, за кого успешно, за кого не. На почетокот на новава 2020 веќе се прават планови за тоа како ќе течат активностите во текот на ова нова година. Разговараме со директорот на јавното предпријатие Градски гробишта, господин Ванчо Костовски, за тоа како му измина 2019 година, поточно како предпријатието ќе ја памети ова 2019 година кој што измина, но и за плановите кои што ги имаат за новата година. Добар ден. Добар ден. Значи, генерално и прво прашање мора да биде тоа. Колку сте задоволни од тоа како измина 2019 година на финансиски план, значи како заврши предпријатието? Можам да изразам задоволство дека 2019 година за нашето јавно предпријатие финансиски заврши солидно, односно некаде на 2 милиони денари ќе бидеме во позитива. Впрочем, како и минатата година, 2018 која што беше исто така успешна, ја завршиме со некаде околу 2 милиони и 300 милиони илјади денари, а ова година околу 2 милиони денари ќе бидеме во плюс. Така да овие две години, 18-19, се финансиски успешни и сме повеќе од задоволни од работата. Секако дека може и повеќе. Ги нема оние проблеми, се нема плата за вработените, навикнати бевме да слушаме во јавните предпријатија, доцна платите, па... Во овие две години, откако сум тука директор, платата е редовна, на први во 9-10 часот сигурно е веќе ја имаме платата, од семако први се поводи во празник. Можам да кажам исто така дека 2018 и 2019, значи на вработените е дадени К15, најпозна регрес, значи К15 18 со 5000 денари, 19 година 6000 денари дадовме, тоа се во целост исплатени. И секако дека имавме доста големи активности и сите прекувремени сати кои што работна на нашата работна група ги имаше, значи овие две години се платени до денар. Така, значи покрај основната плата, редовна платени се К15 и сите вондерни часови кои што ги има не се така малку беа платени и така мислам дека има задоволство од работата. Така. Е сега вашата основна функција на јавно предпријатие е управување со градските гробишта, но вие неодамна добивте и Б лиценца така за градење. Значи, може ли да објасните што точно значи оваа лиценца, затоа што често гледаме дека вработени од јавното предпријатие Градски гробишта вршат и градежни активности низ центарот на Охрид, како припомош на кога. Покрај основната дејност, тоа е управување со градските гробишта, нашето јавно предпријатие има работна група која што изведува работни задачи во областта на градежништвото и тука во нашето јавно предпријатие, меѓутоа и работиме доста за општина Охрид. Тоа, значи, изведуваме стази, бекатон, со поклучување со бекатон и исто дека имаме наплетена производи како што се коловозни ивичњаци, парковски ивичњаци, сами ги произведуваме, ги поставуваме за општината. Имаме уште неколку палети, значи нови на производи како што се топките, бетонските топки за забрането паркирање. Значи ова година се наше производство, исто така и ова година имаме уште два нови производи, тоа се канали за одводување на атмосферски води, односно познати како риголи и сливници. Значи тие веќе ги имаме со наше производство и веќе ги поставуваме из општина Охрид. За таа цел, значи за овие активности, некаде имаме околу 25 вработени кои што директно работат, работници и администрација во овај дел. За таа цел беше потребно да се извади Б лиценца, веќе така законот налага. Значи, за исполнување на оваа лиценца треба да имаме два инженери кои што се од областта на градежништвото со лиценци и најмалку 5 вработени. Ние тоа го исполнавме, инженерите ги дадовме на обука, значи дополнителна, така да исполнавме и прв пат од кога постои јавното предпријатие, иако на нас да работеше вакви градежни активности, немаше Б лиценца и извадовме таа Б лиценца, се слободно можеме да работиме непречено и поголеми зафати кои што ќе не ги додели општината Охрид. И поголем прилив за јавното предпријатие во секој случај. Би сакал тука да напоменам дека ова година ни беше рекордна во работа со локалната самоуправа, некаде скоро 6 милиони денари имаме сработено со СИДДВ. Мината година беа 4,5 милиони некаде, меѓутоа 2017 беше 2,5 или 3 милиони денари. Значи разликата
од 2017 до сега во работа со локалната самоуправа е некаде 100% зголемена. Тоа секако е заслуга прв на вработените, па и на менеджментот во јавното предпријатие. Значи, некаде околу 4000 метри квадратни на бекатон плочки поставивме минатата година, за ова планираме некаде на 5-5,5 метри квадратни. Би сакал да напоменам дека ова доста зголемувањето на продуктивноста на овие две години кои ќе поминаа добро финансиски е резултат на намалување на трошоците, на вработењето на предпријатието и зголемувањето на продуктивноста на вработените и секако на наплатата на побарувањата кои ќе ги имаме. Така слободно кажам дека само на заштита на материјали некаде во споредбено со 2017 со иста количина на потрошени некаде околу 20.000 евра имаме заштита на годишно ниво, значи за исти материјали. Би споменал само еден пример дека бекатон плочките 2017 ги настели со тендер некаде околу 415 денари за метро квадратно, што беше висока цена, а сега се некаде околу 260. Така само на бекатон плочки има околу 10.000 евра заштеда во оваа година и тоа се работи за сите овие материјали кои што ни се како влезли. Имаме доста намалување на цени со зголемена продуктивност и успехот е неминовен секако тука. И сега во склоп на ова предпријатие, почнува самата активност со стопанисување со градските гробишта, опфаќаме и капелите. За христијаните веќе одамна е ставена во функција и се користи. Неодамна објавивте дека веќе во функција ставивте и капелата за муслимани. Дали е прифатена, како е прифатено, знаеме дека имаше одбивност еден период за да ја користат. Според традициите, нели, според обичаите. Наша задача е да го направиме тоа што ни е законска обврска, бидејќи порано и имало ваква капела, меѓутоа заради неупотребена просториите били употребени за канцелариски, како канцелари, на барање на верниците, секога нашите сограѓани на муслиманска вероисповест, меѓутоа и како наша идеја и задача, веќе ја обновивме таа капела и веќе ставена во функција. Така да слободно и веќе се користи се повеќе и повеќе. Нормално традицијата со времето се менува, значи имаше потреба од ваква работа. И капелата ја изградиме апсолутно со сопствени средства, без денар од настрана нашето јавно предпријатие и веќе е ставена во функција, така да мислам дека една од активностите кои што беа и беше отворањето на оваа капела и се задоволени потребите на нашите сограѓани од муслиманска вероисповест. Рековте според законот, значи законски мора да се почитува и починатите да се законот е исти, значи не е важно вероиската исповест, значи законот треба да се почитува и треба да се користи се повеќе оваа капела. Секако дека имавме и други активности, значи околу чистење на гробиштата, со уредување. Во оваа година се откупија и уште 2-3 поголеми парцели, значи за проширување, тоа што немаше доволно места, значи беше проблематично. Сега нареднива година и пол веќе нема да имаме такви проблеми. Благодарение на локалната самоуправа, на градоначалникот Георгиевски, се откупија тие една парцела и една од предходно, така што до следниве година и нешто не ќе имаме проблем за гробни места. Нови гробни места со откупувањето на тие парцели. Би сакал да кажам дека во овие изминати 2 години, значи наследивме една не така добра состојба, 2017, тоа може да се провери слободно спрема податоците, така да имавме доста побарувања од добавувачи на материјали. Негде за 2 година и пол преку 120.000 евра имаме вратено стари долгови. Така да во моментот слободно можам да кажам дека немаме никаков долг спрема надворешни комитенти, односно добавувачи, односно тоа се оние нормалните тековните, значи се што беше и 7 години стари долгови ги вратили. Би кажал еден пример само дека пред неколку месеци плативме компјутери пред 7 или 8 години купени, неплатени. Тука доаѓаат извршители, камати, сето тоа е исплатено.
така некаде е блокирана нашата сметка, меѓутоа доста голема сума се сведохме на 4-5 евра кои што в наредниот месец ќе платиме, ќе одблокираме сметката. Ги кажавме нели плановите за следнава година? Би сакал да напоменам дека во овај дел само дека како менеджмент се задоволни на задача, бидејќи имаме доста слободен простор тука, би сакале за да ја намалиме уште повеќе, да зголемиме продуктивноста и да намалиме трошковите. Ние пристапивме исто така по намалување на трошкови на електричната енергија. Значи, минатата година поставивме парно и веќе сега се грееме на пелети, не со парсни печки, значи доста е намалена тука. Ова година законска обврска имавме да излеземе на слободен пазар за напојување со снабдување со електрична енергија, така од овај месец веќе приватна фирма која што го дојде тендерот ќе не снабдува и нашите очекувања дека се негде околу 25 до 27% уште помал, и на тоа помал што плаќаме уште помал би ги плаќаме. Меѓутоа, за да бидеме малку посовремени, наредниот 2-3 месеци во план сме да поставиме една фотоволтаична централа над ресторанот. Значи, кај што ни дозволуват просторот, некаде околу 20 киловати, така да ќе се приклучиме на мрежниот систем и ќе ги намалиме трошковите за да снабдуваме со електрична енергија, ќе сведиме на минимум. Некаде после 5-6 години исплатливост на оваа централа и сега ќе биде исплатлива, меѓутоа ќе биде 100%, тогаш може нема да плаќаме ништо за електрична енергија, ќе се пребива. Имате доста планови, се надевам дека ќе ги реализирате сите во целост, и посакувам да биде успешна 2020 на финансиско поле за јавното предпријатие и во нека следна прилика ќе откриеме и многу повеќе детали. Вие постојано нешто работите, значи не се запира, постојано има нешто ново кај вас. Ево сега ќе кажам, и овај месец е јануари, доста зимски месец, студен, меѓутоа ние немаме прекинато со градивни активности, само овај месец некон преку милион денари ќе имаме сработено за општина Охридше во јануари, до сега не е случај. Имавме и времето ни се наклонето ни беше во секој случај сончеви денови, се користат и мора да се користат. Ви благодарам на вистина, директор. Благодарам и на вас.